Колешке, вака се, ви кажав, основоположник, креатор, создател на таквите проекти во државава е нашата влада. ВМРО, ДПМН и ДУИ. Ние сме го смислиле тоа. Ние прв пат сме го направиле како модел во државата. И јас сум работел во тој сектор во Министерството за транспорт. Како го поддржувам, кога претходниве 4 години сум работел нисото. Го поддржувам. Еве ви кажам, отворено го поддржувам. Но вака сега, дали вие како пратеник, и тоа не знам дали имате право, не видов таму да одговорите на следно прашање. Ке реагирате во Министерството и тогаш кога не се повлекува транша за да можат сега општини да ги повлекуваат средствата. Тоа е суштината на прашањето. Значи ова не го смислил Благој Бочварски. Ова е смислено од 2012 година навак. Вие имате добра комуникација со Министерството, туку имаме и градоначалници кои што биле во тие мандати. Господинот Кадрија нема право да земе понатака збор заради тоа што изборуваше, даваше реплики, но ако доблесен може да каже во процедурална забелешка дали кога бил градоначалник и кога била владата на ВМРО ДПМН, неговата општина користела средства по овој основ. Ме разбирате, тоа е успешен проект. И имало ваков проект, значи сега почнува се, ве молам немојте колешки, ве молам немојте, човеков е тука може да каже целиот заем од оваа линија не е само 70 милиони, имало и два претходно земени по истиот основ. Значи не дека почнало од сега. Ве молам, ако сакате додека зборувам, јавете му се на министерот, прашајте го. Значи ова е една линија, ова е трет пат да се зема по истата линија. Значи некои влади претходно земале по овој основ два заема за да им помогнат на општините за локални патишта. Значи и сега тоа што направиле или не направиле, тоа е веќе друга работа. Ако сакате можеме за тоа да разговараме, но не сум сигурен дека ќе поминете најдобро на дебатата. Од аспект на дали поддржувам или не. Еве, дали вие поддржувате? Дали вие го поддржувате министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, кој што 6 години да го заврши автопатот Кичево Охрид. Сега дали е било заради грешките, ја не знам, 50 километри за 6 години да не се завршат, тоа не може да е ничија грешка. Значи сега вие сакавте да кажете кога дојдовте на власт дека кинезине кои што имаат направено све нешто ни светов, ќе го сгрешат Кичево Охрид за 50 километри. Немојте колешке, смешно е таму што живее ви се смее. А па еве зашо не се направени квучките 5 години подоцна? Затоа ве молам кога разговараме од тој момент натака и веќе кога сакаме да употребуваме ентитети за закони и заеми, да ги имаме деталите до крај, затоа што не ми е намерата да покажам нека нешто знам повеќе од некого, туку да ги имаме сите детали за да формираме една комплетна слика. Така да, тој проект го поддржувам, сум го поддржувал и во минатото, затоа што све што е добро треба да продолжи. Уште еднаш повикувам од оваа говорница, еве вас ве фаќам за збор дека вие ќе реагирате кај министерот Бочварски, доколку некоја општина која што има градоначалник, која што е предводена од ВМРО ДПМН, однесе проект таму, веднаш да биде одобрен согласно реперкусииве и позитивниве коментари од банката. Затоа што тие пари ќе треба сите да ги враќаме назад, а ако се однесат со... Ве молам не бидете нервозни. Ве молам не бидете нервозни. Ве молам, смирете се. Мислам нека така ја тераме дебатава цело време. Нека не ве фаќа нервоза за ништо, тука сме се ќе споделуваме впечатоци. Ако однесе некоја, еве јас си земам за обврска и лично ќе ве контактирам за да одат проектите побрзо во министерството.